Почнуваме со вестите, а со првиот материјал одиме во штипската населба Баби. Таму повторно проработи амбулантата, која ќе биде отворена за тамошните жители секој понеделник, среда и петок. Покрај превентивни прегледи, овде на пациентите ќе им се препишува ампуларна терапија, ќе им се закажуваат прегледи преку системот Мој термин, а истовремено ќе може и да им се прави ЕКГ. Здравствена станица доби штипската населба Баби. Секој понеделник, среда и петок жителите од оваа населба ќе може да ги користат здравствените услуги на лекарите од итната медицинска помош. Амбулантата каде што ќе може да се прават превентивни прегледи, но и да се препишува ампуларна терапија, ќе работи до 14 часот. Мерење на крвен притисок, шекер во крвта, холестерол во крвта, совети, исто така, значи, преку Мој термин можеме да препишуваме рецепти, луѓето да бидат упатувани на секундарно ниво. Имаме и ампуларна терапија, значи, на некој ако треба да се интервенира, ЕКГ може да се праве. Граѓаните задоволни зашто во нивната населба после 6 години повторно профункционира здравствената станица. Вела дека една инекција или мерење на притисок ги чинело и по 150 денари. Едно одење в град е 120 до 150 денари. Немаме и локал. За една инекција да не се оде за притисок да измереш, апчиња да ти препишат. Добро е па. Убаво е тука инекции кои имам да не одам у градот доле тука, за нас е супер тука. Одлично. Во го чекаме со години. Ние колку сме тражиле да дојде доктор тука. Отварањето на здравствената станица е во рамки на проектот Рурален лекар. Од здравствениот дом најавуваат дека се прават напори ваква амбуланта да се отвори и во приградската населба Три Чешми. Почна асфалтирањето на обиколницата која ќе ги поврзе најголемите штипски населби со индустриските зони. Се асфалтира околу 1 километар од патот, а до крајот на градежната сезона се очекува да биде изграден и мостот на реката Брегалница. Градежната компанија Актива од денеска почна со асфалтирање на обиколницата од населбата Сењак до булеварот Гоце Делчев. Директорот на јавното претпријатие Стипион Игно Иванов на денешната пресконференција истакна дека во првата фаза се асфалтираат околу 1 километар, а исто така до крајот на градежната сезона се очекува да биде поставен и мостот на реката Брегалница, која е во должина од 60 метри. Инвестицијата на општина Штип изнесува околу 43 милиони денари со ДДВ. Иванов потенцира дека оваа обиколница ќе значи растеретување на сообраќајот по булеварот Гоце Делчев и Кекемениот мост, а жителите на поголемите штипски населби ќе имаат директна врска со индустрискиот дел на градот. Значи, компанијата Актива, кој што пред 5-6 месеци го зебе овој проект, веќе започна во на завршна фаза со асфалтирање, во тек изграда и на мостот, кој што е во должина од 60 метри, едно убаво издание кој што верувам ќе окраси нашиот град. Значи ние тука и не застануваме, значи овој пат ќе продолжи и понатаму преку улицата Велјко Влаховиќ, ќе биде одлична за обиколница кој што ќе оди до Бањата Кежовица. Ширината на коловозот на обиколницата е 7 метри, а ќе има и тротоарна површина од 2 метри за безбедност на пешаците кои ќе се движат или се враќаат од индустрискиот дел на Штип. Предвидена е изградба на кружен тек на булеварот Гоце Делчев кај поранешна Алумина. А од општината Карвенци пристигна ова известување во кое се вели: поради изведување на градежни работи во селото Таренци е затворен за сообраќај влезниот пат за селото кај градинката. За влез во селото сообраќајот се пренасочува на споредниот влезен пат. Сообраќајот е затворен денес, утре и задутре. Во тек е фестивалот на забавна музика Макфест 2017. Вечерва е втората полуфинална вечер од фестивалот на забавни мелодии Макфест. Зоран Илиев и Ана Бел освоија најмногу гласови вчера вечер, а утре вечер на програмата е финалето. Во Центарот за култура Афершопот во Штип синоќа се одржа првата полуфинална вечер од 32-то издание на фестивалот на забавни мелодии Макфест 2017, во чии рамки
беа исполнети 14 од вкупно 29 композиции што се надпроверуваат годинава, а само 9 од нив успеа да се обезбедат влез во финале. Успешно стартуваше фестивалот Макфест 2017. Пробата протекна во најдобар ред, немавме никакви проблеми и немаме се уште благодарение на целата организација што градот Штип со своите представници ја направи. Задоволен сум како звучеше внатре. Не знам како звучало на телевизија, бев да проверам до репортажна кола, знам дека звучеше супер. Честа да отвори вечерта ја имаше Огнен Здравковски, а дел од првата петка беа Елени Партикова Ременска и Владо Георгиевски, македонските идоли биле Ивана, Дејан и Стефан, дуото Реплей и победникот на Макфест од 2011 година Зоран Илиев во дует со српската звезда Анабела Атијас, која за прв пат запеа на македонски. Многу ми е драго и мило што отпеав, јас како што сакав ја почувствував. Мислам така дека ја пренесов со тие емоции, со тие чувства на публиката. Јас сум задоволен од тоа како излезе, значи самата интерпретација, како се представивме, така што сега следува на публиката дали како ќе ја прифати песната, се надеваме дека песната понатаму ќе живее. Настапувам девета, песната се вика Љубовта нема граници, композиција на Филип Неделковски, текст Огнен Неделковски, аранжман Дамир и Мери. Дел од наградите и најубаво облечена, најубав модел е вечерва, којто облечен. Благодарам, ме облекува Папилон. Маестро Копров е верен пријател на Макфест. 32 издание, а впрочем присутни на сите изданија. 32 издание, преку 60 композиции. И многу награди, што први, што втори и така натака. За мене Макфест е еден од основоположниците на македонската, кога зборуваме за македонска поп музика, нема шанса да се заобиколи Макфест. Додека траеше гласањето, водителот Димитар Атанасовски разговараше со сите учесници со сцената, а бидејќи беше потребно повеќе време за пребројување на гласовите од публиката во залата, чии влезници во улога на гласови беа ставени во кутиите за сите полуфиналисти, конечниот резултат беше објавен подоцна на официјалната веб страна на фестивалот. Оваа година имаме збирни резултати од телевоутинг гласањето и од гласањето на публиката во салата преку една влезница, еден глас. Збирно го добивме следниот редослед. Зоран Илиев и Анабела Атијас, композицијата од утро до вечер, збирно доби 21 бот. Само тони две жени вечерва на втората вечерот Макфест 2017, кој поред настапувате песната како се? Името на песната е Луда мала, со број 12. Може да се пофалиме дека ќе дадеме се од нас, се тоа што спремаме овие 2 месеци. Имаме и гостин, Евтим Георгиевски Трајчов, кој ќе биде со нас. Се надеваме на добра забава пред се, значи, од наша страна. Така се е во ред, добро прифативте песната, на спектакл, на... Па да, песната е наше дело. Ја прифативме бидејќи ние ја створивме во глобала, на сцена сега нели се спремаме за генералната проба, мислам дека се ќе помине во најдобар ред, но до сега сме задоволни. Да. Очекувате? Очекуваме многу успех од вечерва, значи сепак ќе видиме, се надеваме дека ќе влеземе во финале и тоа е тоа. Има на песната некој артистички сценски настап? Има многу артистички сценски настап, целата песна е кореографирана, нема секунда без пауза, тие го прават целиот дел, пеат на пилотки, што значи ќе бидат многу подвижни, многу ќе биде колоритно со сценографија, со костимографија и на нивна покана се појавам јас многу кратко. Многу среќа. Но доволно. Вечерва во 20 часот 30 минути стартува втората полуфинална вечер од фестивалот за забавни мелодии Макфест 2017, та честа да ја отвори вечерта ја има Ана Костовска. А во Кратово почна 6-тото поред издание на меѓународниот фестивал на етнолошки документарен филм Кратово 2017. На филмското платно ќе бидат проектирани 30 етнофилмови.
Денес, утре и задутре градот на кулите и мостовите е домаќин на 6-тиот поред интернационален фестивал на етнолошки документарен филм Кратово 2017-та. На трите фестивалски денови на филмското платно во музеот на град Кратово ќе бидат проектирани 30 на филмови од исто толку автори од различни меридијани. Кога ќе споредиме на првиот фестивал на самиот почеток и денес програмата може да се види дека од 20 на филмови се покачи, веќе имаме на 30 или преточено во часови, тоа е многу повеќе од еден просечен фестивал на етнолошки документарен филм. Етнолошките документарни филмови обработуваат интересни теми поврзани со традициите и обичаите на одредени народи и етнички заедници. Главна карактеристика на овој фестивал е тоа што дозволува интерактивен пристап помеѓу авторот и публиката. Се повеќе поголем број на автори на филмовите кои што се вклучени во официјалната програма доаѓаат во Кратово, покрај тоа што ги презентираат своите филмови, нели, туку и кажуваат за своите филмови. Кажуваат зашто ја одбрале таа тема, како го правеле филмот, со какви проблеми се сретнувале додека го правеле филмот, меѓутоа исто така е многу важно што одговараат и на прашањата кои што ги поставува публиката. Годинава Штипскиот завод музеј се представува со свое остварување, работено во копродукција со Ирис телевизија, а насловено како Кочанското бело злато. Овој филм го обработува донесувањето како прво на Оризот во Кочанско поле, а потоа и сите фази од неговото производство, односно од подготовката на земјиштето па се до крајниот продукт, односно консумирањето на Оризот како храна. Ваквите манифестации се добра можност за промоција на градот и општината, а токму локалната самоуправа е еден од покровителите на тридневниот етнолошки хепенинг. Ние имаме постојано зголемување на бројот на туристите од ден на ден, не само од нашата земја, туку и од надвор, а овој фестивал секако дека ќе допринесе за популаризација на Кратово и надвор од нашите граници, токму во земјите од каде што доаѓаат овие учесници. Фестивалот е финансиски поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија и Министерството за култура. Следи блокот со пресконференциите на кандидатите за градоначалници и советници. Обнова на старите куќи во Штипско Ново село и реконструкција на тврдината Исар, вети кандидатот за градоначалник на Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев. Пресконференција во населбата Баби одржи и носителот на советничката листа од ВМРО, каде пред граѓаните ги најави планираните инфраструктурни проекти. Обнова на старите куќи во Штипско Ново село и реконструкција на тврдината Исар, ветува кандидатот за градоначалник на Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев. На денешниот прес пред новинарите тој истакна дека инвестициите во културата се приоритетни во неговата програма, но и тоа дека и понатаму ќе продолжи поддршката на културните институции и манифестации во градот. Куќите во Ново село ќе бидат целосно обновени. Доколку Министерство за култура одбие да финансира во Штип, тоа ќе го направиме ние како локална самоуправа со нашиот локален буџет. Ќе ги обнови куќите на булеварот Гоце Делчев, на тврдината Исар. На времето се направија голем број на објекти кои го наградија најзначајниот дел од нашата историја. Историјата на нашиот град е тврдината Исар. Ке треба да ја реставрираме и обновиме по проект на исти принцип како што е направена Самуиловата тврдина во Охрид. Пресконференција денеска одржа и носителот на листата за кандидати за членови на Општинскиот совет од ВМРО Иван Јорданов. Пред жителите на Штипската населба Баби ги потенцираше реализираните проекти, а ги најави планираните инвестиции во инфраструктурата во овој дел од градот. Населба Баби се поврза со најблиските населби, во градот се инвестираше во унапредување на образованието, се создадоа услови за пензионерите, младите и спортистите. Во наредниот период ќе продолжиме со ист интензитет. Работата на локалната самоуправа нема да запре овде, а тоа ќе го докажеме преку доградба на основното училиште Славејко Арсов, асфалтирање на улиците Крушевска република и Кирил Печиновиќ, опремување на детската градинка во населба Баби, затоа што секогаш работа не е само наше мото, туку и наша карактеристика. Староновиот кандидат за градоначалник на Македонска Каменица од ВМРО ДПМН Дарко Митевски вети подобар живот за жителите на селото Дулица. Доколку повторно му ја дадат довербата, во ова село ќе се асфалтираат неколку локални патишта, а ќе се реновира и училишната зграда.
Подобар живот за жителите на каменичкото село Дулица вети Дарко Митевски, старо-новиот кандидат за градоначалник на Македонска каменица од ВМРО ДПМН. Најави подобрување на патната инфраструктура, а од понеделник ќе стартува изградбата на нов локален пат, што ќе поврзува 3 маала во ова село. Асфалтиравме локални патишта до Маала Гагалевци, до Маала Чуковци, до Маала Цебовци. Во моментот течат градежните активности и ќе се асфалтира патот до Маала Колевци, како и до Маала Дулгерци. Митевски потенцира дека проектите што ги ветел пред стартот на последните локални избори се речиси реализирани, доколку жителите на Македонска каменица и овој пат го изберат за градоначалник. Наредната година селото Дулица ќе добие нова училишна зграда. Со оваа програма кажуваме дека ќе ги асфалтираме локалните патишта до Маала Јуковци, до Маала Догрии, како и до Маала Катанци. Уште овие 3 локални патишта ќе останат за 2018, додека во 2017 сите претходно наброени ќе бидат завршени. Покрај тоа ќе реконструираме училишната зграда по моделот на она што реконструиравме старата училишна зграда во село Саса. Покрај подобрување на патната инфраструктура, Митевски истакна дека село Дулица е едно од малкуте села во источниот дел на државата, кои имаат нова водоводна мрежа. Новата локална власт, предводена од СДСМ, ќе изгради спортско-рекреативен центар во Суитлакот, вети кандидатот за градоначалник од СДСМ за Штип Благој Бочварски. Изградба на спортско-рекреативен центар во местноста Суитлак, вети кандидатот за градоначалник за Штип од СДСМ Благој Бочварски. Имаме план да изградиме спортско-рекреативен центар, спортско-рекреативна зона за Штипјани и за нашиот град. Овде ветуваме дека ќе изградиме голем аквапарк кој што ќе значи многу за Штипјани. Во склоп на овој аквапарк предвидуваме да има изградено затворен базен и отворен базен кој што ќе биде место за рекреација на Штипјани, сала за боречки спортови. Овде предвидуваме пешачки патеки, велосипедски патеки и многу зелени површини место за рекреација на Штипјани. Тој истакна дека новата локална власт, предводена од СДСМ, нема да дозволи овој дел од градот да стане стамбена зона. Овој парк позади мене од Кртеке до Суитлакот, Илчо Захариев и оваа локална власт сакаат да го направат стамбена зона. Сакам да информирам јавноста, сите наши сограѓани, дека новата идната локална власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, нема да дозволи овие бели дробови на нашиот град, ова последно зеленило, кое што е со поголема димензија, кое што е многу вредно за нашиот град, да биде уништено и да биде направено стамбена зона. Бочварски потенцираше дека спортско-рекреативната зона Суитлак ќе биде место за спорт, рекреација и дружење на Штипјани. Како што ви е познато, следниот петок во 24:00 престануваат сите предизборни активности на учесниците во локалните избори, а до тогаш се што ќе се случува на терен ќе презентираме во вестите. За денеска и ова поврзано за локалните избори. Поднесовме представка до Уставен суд за укинување на учинокот за минимална плата, информираа денеска на прес од Левица. Од политичката партија Левица беше поднесена представка пред Уставниот суд за укинување на нормираниот учинок како услов за добивање на минимална плата. Македонија е вид на исклучок, како да кажам, затоа што нормиран учинок како услов за добивање на минимална плата нема никаде ни во Европа, ни во регионов. Тој нормиран учинок беше воведен од ВМРО ДПМН, задржан од СДСМ, единствено Левица сака да го тргне. Значи сите се силни на зборови дека се со работничката класа, со работникот, со сиромашниот слично, единствено Левица по делата се познава дека е вистински на страната на работникот, вистински на страната на работничката класа и ние сега чекаме Уставниот суд да се произнесе. Штипските советници на денешната последна седница на Советот на општина Штип во овој состав дебатираа за извештајот за продажбата на државно земјиште кај градскиот базен по патна спогодба на фирмата Оаза Екстра Скопско Штип, а каде што според урбанистичкиот план е предвидена изградба на спортско-рекреативен центар Брегалница. По година и пол општината го склучи договорот со фирмата Оаза Екстра Скопско за продажба на земјиштето кај градскиот базен за изградба на спортско-рекреативниот центар Брегалница. Сонја Китанова, раководител на секторот за комунални дејности во општина Штип, го презентираше извештајот пред советниците,
која истакна дека постапката се одвивала година и пол, бидејќи се појавиле технички пречки во планската документација, на кој реагирал народниот правобранител. Потоа имало и постапка за отуѓување на земјиште. Точно дека постапката траеше малку подолго, меѓутоа имаше некои неспорни моменти, меѓутоа во самата постапка се појавија претходни прашања кои требаше да бидат решени. Истото е завршено со солемнизацијата на договорот пред нотар, како што кажав. Извештајот беше усвоен од страна на Советот, не едногласно, меѓутоа со воздржани гласови. Китанова забележа дека промена во цената на земјиштето нема, изнесува 1080 денари по метар квадратен, или инвеститорот платил над 16 милиони 600 илјади денари. Откако во август годинава веќе е скучен договорот, течи рокот од 6 месеци оваа штипска фирма да добие градежна дозвола за изградба на спортско-рекреативниот центар Брегалница, пошто има рок од 2 години и да го изгради согласно планот. Штипските советници на денешната седница на Советот го верификуваа и мандатот на советникот Владимир Бутлиев од листата на СДСМ, кој доаѓа на местото на советничката Марија Костова. Бутлиев е советник во Советот на општина Штип само еден ден и забележува дека му е чест да биде советник на последната седница на Советот на општина Штип во овој состав. Прашан дали учествува во дискусиите, тој истакна дека ретко кој дискутирал, бидејќи на денешниве точки и нема за што да се дискутира. Смета дека секој советник треба да биде спремен кога доаѓа на седниците. За дискусија треба да си спремен и да знаеш што бараш од Советот, бидејќи сметам дека Советот или работи или не работи. Не ги пратам на телевизија, само во штампа ги пратам. Или ретко во телевизија. Сметам дека треба по-активни да се новиот Совет, што ќе го избериме на 15-ти. Советниците на денешната последна седница ги разгледуваа извештаите и програмите на штипските основни и средни училишта. Од полицијата оваа вест, кривична пријава за градоначалникот на Берово Драгина Дженски. Во последниве 2 години над 30 пати со службеното возило кое го користел за приватни потреби, ја злоупотребил службената положба и овластувањата. Пријавениот како службено лице, градоначалник на општина Берово, во периодот од 2 години, односно од 1 јули 2015 до 1 јули 2017 година, во повеќе наврати ја искористил службената положба и овластување на начин што со користење на службеното возило во сопственост на општина Берово, без да обезбеди решение за службено патување во странство од надлежен орган од општината, како и без патни налози и без покани за службено патување во странство, истиот во 32 наврати за своји лични потреби и за потребите на други физички лица кои ги превезувал со службеното возило, причинил штета на општина Берово, која дополнително ќе биде утврдена. Штипскиот факултет за образовни науки денеска ја организираше научната трибина која оваа година е под мотото да се биде учител. Факултетот за образовни науки при Штипскиот универзитет Гоце Делчев по 5 пат на едно место ги собра учителите и универзитетските професори за да дебатираат за учителската дејност. Деканот на Факултетот за образовни науки Сонја Петревска вели дека денешната трибина е на тема да се биде учител. Таа истакна дека учителот е професионалец кој е задолжен за развојот на една заедница, а се осврна и на социјалните мрежи кои имаат влијание врз учениците. Денеска преку социјалните мрежи нашите деца и млади имаат милион или билион учители. Оттаму ги добиваат информациите. Но повторно се поставува прашањето кој ги следи, кој ги вреднува овие учители кои што се појавуваат на социјалните мрежи. Но не само што треба да си го поставуваме ова прашање, треба и себе си како учители да си поставиме прашања, дали ние сме подготвени, спремни и воljни да ги подготвиме децата за иднината, но и да ги оспособиме да живеат во сегашноста. Учителот во класично, односно традиционалното толкување не може да го замени ниту една машина. Тогаш машината би била учител. Учителот значи да се воспитува, но и да се образува.
А воспитната страна на нашата професија, воспитната улога не може да ја замени никој друг. Универзитетскиот професор Снежана Мирашчиева од Факултетот за образовни науки вели дека по пети пат на едно место заедно дебатираат воспитувачите на градинките, учителите во училиштето и наставниците од факултетот. А на трибината се презентираат и трудови, што значи да си учител, зошто е предизвик и што се случува со учителската професија и каде се гледа незината перспектива. Научната трибина се организира по повод Неделата на детето и на Светскиот ден на учителот. По повод детската недела, денес во Основното училиште Гоце Делчев се одржа свечен прием на првачињата во детската организација. Ова година нашето училиште организираше повеќе активности, собирање и делење на маркици од детската организација, делење на беџови и на детски пасоши на првачињата, како и собирна акција на детски постелнини, пернички, играчки, кои што вчера беа донирани во детското оделение. Денес, со мала приредба и пригода, учениците од прво оделение ќе бидат примени во детската организација и ќе го дадат своето ветување како идни верни членови на ова општество и на нашето училиште. И пред минутите предвидени за најава на спортските активности, со посредство на камерата ве водиме на градскиот пазар во Штип, а таму денес најмногу се купуваа производите потребни за подготовка на зимница. Инаку пазарџиите не ги променија цените во однос на претходниот петок. Граѓаните се задоволни, а исто така и продавачите. И овој петок на градскиот пазар во Штип најмногу се купуваа производите потребни за подготовка на зимница. Ајварските пиперки се уште актуелни. Доста луѓе на зима доста луѓе, ма па продадеме околу 3 тона пер продадеме. Не проблем. Цената имах од 30 пипери, посите малку 25. Другите цени, блакиот пипер беше 30, зелениот палџан 20, црвениот палџан 30, мороковчето 30, краставичките 40. Патлиџанот е 30 денари, краставичка има 25 до 30 денари, прва и втора класа. Имаме джинки 40 денари и тиквички имаме 10 денари од парче. Штипени задоволни од изборот на градскиот пазар купуваа оно што е потребно за трпеза. Се што е потребно за на кујна. Патлиџан, тиквички, джинки. Овошето денес на Штипскиот пазар се продаваше по пристапни цени. Мандарината денеска прв ден ни е, 60 денари цената е. Лимоно 60, круша 60 денара, краставица имаме 35 денара, гројжето 40 денара. Дињата е 25 денара кило. Бананата 35 денара, значи тоа е акција на цена на бананата. Калинка имаме 50 денара и целата јабука ни е по 35 денара. Поради убавото време на градскиот пазар во Штип беше раздвижено во текот на целиот ден. А предстојните спортски активности ќе се одвиваат во текот на утрешниот ден, сабота. Во надпреварот третото коло на првата футсал лига на Македонија, во Штип ќе се одигра локалното дерби, а Стибо Мал Ајакс. Надпреварот ќе се одигра утре сабота во спортската сала на Основното училиште Тош Арсов со почеток во 13 часот. А во рамките на деветото коло на регионалната боксерска лига во Штип ќе се сретнат Пинк Пантер и Радник од Биелина. Овој бокс меч ќе се одигра утре во спортската сала Јордан Мијалков, а почетокот е во 18 часот. И на крајот фудбал. Фудбалските второлигаши од групата Исток утре сабота ќе ги одиграат надпреварите од седмото првенствено коло. На градски во Штип Бергалница ќе се сретне со тимот на Плачковица од Радовиш. Две првенствени средби привлекуваа внимание во представеното седмо коло во рамките на втората македонска фудбалска лига група Исток. Во Велес се сретнат Борец, кој година во оседо се засели, но резултатски мощно пофрли и лидерот на табелата Стурмиска Беласица, која досега очнеа 6 победи. Само со победа Борец би се вратил кон фаворитските улога, во спротивно со пораз ќе мора да се откаже од борбата за највисок пласман. На градски во Штип ќе се сретнат Брегалница, која е втора на табелата, и Плачковица од Радовиш, која е на третото место. Со евентуална победа на Брегалница со пораз на Беласица, бодовната разлика од 4 ќе се намали на само 1 бод, со што трката за првото место ќе стане уште поинтересна. Надпреварот во Штип му е доверен на скопјанецот со штипско потекло Влахо Константин како главен судија,
а помошници ќе му бидат Филип Ицковски, Александар Неделски и Кристијан Гировски како четврти судија сите од Скопје. Делегат на мечот ќе биде Васко Катарджиев од Струмица, а контролор Мендо Дивитаров од Битола. Еве ги комплетните двојки за ова седмо коло. Борец Беласица, Брегалница Плачковица, Кожув Тиквеш, Победа во Ландово Согово и Хоризонт Турново Каменица Саса. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 7 октомври со почеток во 14 часот и 30 минути. Ете со овие најави за предстојни спортски активности го заокружуваме петочното издание на вестите на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието, имајте убава вечер и пријатен викенд.